Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Во средното општинско училиште Ѓорче Петров реализирани се голем број на проекти. Учениците од ова училиште имаат постигнато голем број на награди, како на меѓународни, така и на државни надпревари. За успесите на училиштето, а секако и за тоа кои насоки им стојат на располагање на основците за упис кој предстои, ќе ни каже нашиот гостин во емисијата, а тоа е директорот Дејан Димовски. Добре дојдовте во студиото на Канал Визија и убав повод да информираме за активностите во вашето училиште. Најпрво ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Канал Визија. На крајот сме на учебната година, тоа е вообичаено еден период кога ги сумираме сите резултати за тоа што и како се направило и се постигнало. Вашето средно општинско училиште има со што реално да се пофали. Така, убаво кажавте, значи ние како училиште во изминатиот период вложивме поприлично многу и во наставните и воннаставните активности, но секако и во инфраструктурата на училиштето, па задоволство е кога слушате дека некој кој што подолго време не бил во училиштето најдел на позитивни промени. Тоа е вака генерална констатација на сите кои што доаѓаат и на самите ученици. Секако дека има уште работи кои што треба да се подобруваат, ние сме размислувале, имаме подготвено проекти и секако ќе се движиме во правец и насока на уште поголеми подобрувања во нашето училиште. Крај на учебна година се сумираат резултатите, утре веќе забрзо веќе ги закажуваме и советите на паралелките и наставничкиот совет и тогаш констатираме нели каков е успехот на учениците. Од она генерално што гледам, учениците го покажале успехот кој што го имале и во претходната година, како оние што дошле од основните училишта, така и оние кои што беа во погорните години кај нас. Пред известно време заврши и матурантите, пред нив престојат нели нови предизвици, прво треба да изберат на кој факултет ќе одат, а пред тоа секако треба да ги полагат и испитите од државната матура или од завршниот испит, тоа ќе следи во наредниот период. Се надевам дека ќе имаат сите успех во нивната ангажираност околу овие испити. По сите предмети на учениците ги одмеруваат и знаењата, без разлика дали станува збор за општински, регионални, секако и државни надпревари. Учеството на овие надпревари е сатисфакција за самиот ученик, измерување на знаењата, а секако и потврда на менторот за вложениот труд покрај редовната настава и содржините и темите и проширување на знаењата. Секако, значи ние како училиште се трудиме максимално да ги исполнуваме ангажирањата на учениците кои што покажале завиден успех во текот на учебната година и таквите ученици заедно со нивните ментори ги испраќаме на општински, регионални и државни надпревари. Навистина можеме да се пофалиме, во изминатиот период имавме и неколку државни прваци, освоени беа прво, второ и трето место по одредени надпревари. Јавно се заблагодарувам на учениците и нивните ментори. И повторно кажувам, ние како училиште ќе продолжиме да ги стимулираме ваквите ученици и ваквите активности. Како резултат на едно такво надпреварување и освоено место на државно надпреварување, на државен надпревар, ние еден од учениците преку детската амбасада го наградивме со тоа што беше во Виена преку детската амбасада Меѓаш и имавме средба со ученикот, со родителите, навистина импресиите за ученикот за тоа што го постигнал и што сме му возможиле ние да појде на едно такво патување, беа навистина убави. Дека знаете да го цените трудот, дека знаете да ги цените постигнатите резултати, говореше и конкурсот за избор на првенец на генерацијата. Промоцијата и прогласувањето се случи на матурската вечер. Секако тоа признание отиде во заслужени раце. Што значи кога се избира првенец и колку е тој поттик и подстрек за помладите генерации да биде олицетворение, едноставно пример за другите? Така, прво да честитам на првенецот на генерација за оваа година, тоа е ученичката Сара Долеска, која што навистина по сите индикатори кои што ги имавме ние во објавениот конкурс, беше понапред од сите останати ученици. Кај нас се формира комисија, значи во комисијата влегуваат дел од професорите и педагошката служба. Претходно сме поставиле критериуми кои што се јавни, кои што се огласени на нашата веб страна и фејсбук страна на училиштето. Класните раководители заедно со учениците кога ги препознаваат тие индикатори, предлагаат по неколку ученици кои што службата наша или комисијата која што работи на изборот на ученикот на најтранспарентен начин го избира. Уште еднаш велам, годинава сум презадоволен за тоа што можеше да биде било кој од оние сите кои што конкурира, но повторувам, Сара Долеска беше за нијанса подобра од сите останати.
Сега малку да проговориме за тоа дека вие сте можни активни и на меѓународен план, односно реализирате меѓународни проекти. Како дел од проектите имавте и по неколку дневен престој во Португалија, во Шпанија и слично. Што значи да се биде дел од вмрежувањето со училиштата од Европа и колку и како тоа е репер дека сепак ги следите тековите и дека сте во тренд? Вака, тоа во нашето училиште дојде некако како пракса ние да добиваме меѓународни проекти, но морам да ви кажам, тоа е поприлично тешко. Значи, морате да работите на секој сегмент кој што сте го замислили и треба да го реализирате некаде во странство. Се заблагодарувам на Националната агенција за европски образовни програми мобилно што ги препознала нашите проекти. Таму не можете да пробате да најдете начин за да го добиете проектот, затоа што или го заслужувате или не? Значи проектот е вреднуван од двајца независни оценувачи. Значи едниот е странец, другиот е од нашата држава. Доколку се совпаднат странецот и представникот од нашата држава дека проектот е навистина задоволувачки, тогаш го добивате. Значи, не можете вие по некаква линија да го добиете тој проект, мора да го заслужите. Со задоволство можам да кажам дека имаме сега уште еден проект кој што го добивме, во моментов сме во фаза на отворање на донаторска сметка, благодарност до локалната самоуправа, затоа што беше поприлично експедитивна во тој дел и ни го возможи сето тоа и еве нека биде ова покана за сите ученици од нашето училиште и објава дека ние добивме друг проект, повторно реализираме проектна активност во Шпанија. Колку е битно тоа за нашите ученици? Верувајте, кога прво уште при самиот конкурс имаме голем број на ученици кои што се пријавуваат и сакаат да аплицираат таму. Кога разговараме со родителите, нормално, постои страв, друга држава, други закони, други владења во таа држава, но кога се враќаат, им пренесуваат искуство на останатите ученици, им кажуваат дека таму се е до перфекција средено. Спомнавте, бевме во Шпанија, спомнавте, бевме и во Романија и во Португалија и навистина импресиите кои што ги носат учениците од таму се мотивирачки за ние да продолжиме со таквите проекти. Секако дека искуството го споделуваме и со останатите ученици и останатите професори и како резултат на сето тоа еве еден проект реализираме сега наредната недела токму во хотелот Кристал Палац, каде што ќе презентираме дел од нашите активности токму пред прилепскиот и македонската јавност. Покрај она што значи редовна настава, вие сте, да не речеме, мобилно училиште. Правите посети на компаниите во кои што се изведува практична настава. Појдовте дури до таму, го посетивте рудникот Бучим, со оглед на тоа дека имаше што и како да се види. Колку правите спој на теоријата со праксата и какви се резултатите од сето тоа? Вака, прво мора да констатираме дека нашето училиште е стручно училиште, доколку учениците немаат доволен број на часови од практичната настава, тогаш тие не можат да излезат како стручни. И токму околу тоа ние поприлично посветуваме внимание. Знаете дека во минатиот период ние вложивме во училиштето во изработка на кабинети за изведување на практична настава. Морам да испомнам тука дека имаме нова лабораторија која што е намавне, нов фризерски салон, нова просторија за изведување на практична настава ке физиотерапевтите, нова просторија за изведување на практична работа ке козметичарите. Направивме еден кабинет кој што го прилагодивме и за геолошко-рударските техничари. Имаме работилница каде што дрвопреработувачите изведуваат практична настава и го разубавуваат училиштето. Убаво кажавте, значи ние како училиште се стремиме практичната настава да биде на едно повисоко ниво и бидејќи немаме максимални услови за изведување на практичната работа во нашето училиште, ние ги посетуваме компаниите. Еве јавно искажувам благодарност на сите компании кои што ни ги отвориле нашите врати, а досега искрено не сме наишле на компанија која што не сакала да соработува со нас. Така да и во наредниот период се надевам дека таа соработка ќе продолжи се во интерес на учениците и во интерес на компаниите да имаат подготвени ученици по завршувањето на училиштето, доколку не продолжат на факултетите и завршат со средното образование, да може да се вработат таму и да остваруваат приход за себе и па и за компанијата во која што ќе се вработат. Покриено со наставниот кадар, секако е стручен, мотивиран и се вложува себе си. Да, значи морам да го истакнам и тоа дека јас работам во еден прекрасен колектив каде што меѓучовечките односи се на
поприлично на високо ниво. Тешко е да менаџирате со еден колектив во кој што има многу струки, потребите се различни. Меѓутоа сите сме нашле начин да бидиме доволно мотивирани, да бидиме доволно транспарентни во работата и како резултат на сето тоа да имаме и интерес кај учениците за запишување на прва година. Повторувам, задоволство ми е што сум дел од раководниот тимет и директор на училиштето и професорите кога имаат можност за напредување, секогаш, значи им е овозможено да го работат тоа. Не се случило досега да има обраќање на некој професор до менаџерскиот тим, а да не биде одобрено неговото барање за да напредува во неговата професија. Така ќе биде и во иднина. Квалитетна настава е уште подобра кога се одвива во подобрени услови за работа. Во изминатите 10 години во Средното општинско училиште, Министерството за образование, секако и локалната самоуправа, несебично вложуваше, изменете комплетно ликот на училиштето, не само надворешноста, уреден и дворот, имате и нов влез. Што се е направено и колкава е разликата на она што значеше Средното општинско училиште Ѓорче Петров пред 10 години, каква беше тогаш сликата, а какво сега општинско училиште имаме? Вака, најпрво да кажам дека со децентрализацијата поприлично се подобрија условите. Значи сега имаме непосредна врска со градоначалникот и верувајте кога ќе препознаат во локалната самоуправа некој проект, секако дека ќе најдат начин за да го реализираат. Нормално заедно, локалната самоуправа со менаџментот на училиштето. Морам да кажам дека во изминатиот период беа направени многу капитални објекти, беа препознати од локалната самоуправа. Морам да ги спомнам тука, значи парното грејење во училиштето. Ние работевме со импровизирани печки на дрва. Училиштето ни е сега многу почисто, позатоплено, пофункционално. Потоа се промени дограмата комплетно, натрешна и надворешна. Целата столарија во целото училиште беше заменен. Тоа е исто грандиозен проект. Потоа добивме училишната сала, убавицата, која што беше од Министерството за образование и наука. Тоа поприлично ги подобри условите за работа во нашето училиште. Потоа ние, како менаџерски тим, одлучивме дека ни е потребно да имаме пристапен влез во нашето училиште. Размислувавме која е најдобрата опција, затоа што со изградба на училишната спортска сала, функционалноста на стариот влез некако се изгуби. И моравме да најдеме алтернативно решение, но најдовме подобро решение за да имаме представителен влез до нашето училиште, каде што учениците полесно ќе можат да одат на практична настава во болницата, која што е во непосредна близина на нашето училиште, и на одморите да одат до продавниците кои што им беа поприлично далеку со стариот влез, каде што ќе можат за време на паузите и да ужинат. Потоа направивме многу простори кои што ќе бидат дел од практичната настава, но и од воннаставните активности. Спомнавте дека одевме во странство, како искуство од странските држави, ние поприлично од проектите донесовме во нашето училиште, направивме, размисливме, обезбедивме средства и ги реализиравме. Тука е библиотеката која што е како една медиотека во која што најчесто ние одржуваме тука и семинари, покрај тоа што учениците можат да доаѓаат да земат книги. Ние купуваме и најубавите книги во таа библиотека, значи не одиме само на класиците кои што се за обработка за часот по македонски јазик и литература, туку одиме и на белетристика која што е подобна за младите луѓе и можат учениците во текот и на летниот распуст да користат книги од нашата библиотека. Потоа направивме еден кариерен центар кој што беше поклон од УСАИД, но ние немавме просторија, ја изградивме таа воопшто. Луѓето беа воодушевени со тоа што од еден празен простор ние изградивме просторија, тие ние опремија. Потоа имавме една просторија која што ја правихме за да биде центар за медиација. Сега аплициравме на еден проект каде што преку германската амбасада сакаме да направиме просторија во која што ќе изучуваат практичен дел учениците од здравствената струка. Дојдоа од германска амбасада, ги погледнаја просториите, видоа што се имаме направено во минатата година, останаа воодушевени и еве сега во наредниот период ќе ја реализираме и таа активност. Значи германската амбасада доаѓа да ни опреми еден таков кабинет и не застануваме тука, ние ќе
ги искористиме сите можности кои што ги пружат овие конкурси, локална самоуправа, Министерство за образование и наука и ќе работиме и понатаму на такви проекти. Во тој контекст планирана и изработка на термоизолациона фасада на зградата и секако во оној контекст и доуредување на работилниците за практична настава. Така, спомнавте дека е потреба термоизолационата фасада, со тоа поприлично ќе заштеди училиштето и на топлински, на звучна и на секаква изолација, секако дека оние количини од набавката за гориво би останале да се распределат на некои други места и претпоставувам дека со тоа ќе можеме да реализираме дополнителни проекти. На неколку пати ја најавуваме таа термоизолационна фасада, се надевам дека по одржување на локалните избори, кога ќе има ребаланси на буџет и можности да се создаде се тоа, ќе се направи тоа. Сега да проговориме малку за она што ќе следува. Значи, јуни е период на уписи во средните општински училишта, кога сега 9 одделенците треба да го направат вистинскиот избор и да се определат каде ќе го продолжат своето задолжително средно образование. Се повеќе се наметнува прашањето и потребата да се избере стручно училиште и завршените средношколци да имаат едноставно занает кој ќе им овозможи и брзо вработување. Што и како нуди средното општинско училиште Ѓорче Петров? Колку насоките се реформирани, колку се атрактивни, верувам дека сите ги знаат, но сепак да подсетиме. Вака, нашето училиште има 5 струки и веќе сега овој месец, како што кажате, започнуваат уписите. Тие се првите уписи на 28 и 29 јуни, тогаш очекуваме најголем наплив на учениците кои што сега се во основните училишта. Најатрактивна години наназад, се надевам дека и понатаму, е здравствената струка со 3 профили. Едниот профил е медицинска сестра и доаѓа некако како најатрактивен. Следниот профил е физиотерапевти и третиот профил е фармацевско-лабораториски техничар. Има една новина за оваа година во конкурсот објавен од Министерството за образование и наука, каде што учениците кои што доаѓаат да се запишат во здравствената струка мора да имаат 70 бодови. Порано ни се даваше можност, ние на наставнички совети, доколку не се запишат доволен број на ученици, да можеме да ги намалиме поените на првиот и на вториот упис за по 5. Од пред неколку години тоа се промени, побараја од Министерството во интерес на останатите училишта да не се запишуваат со максимален број на ученици овие паралелки доколку не ги исполнуваат критериумите. Доколку имаме потреба, ние да се обратиме писмено до Министерството и ни се даваше можност за одреден број на бодови да намалиме за да ги формираме тие паралелки барем со минимален број на ученици, иако неколку години наназад се запишуваат максимален број на ученици. Годинава таа можност ни е скратена. Значи ние немаме можност во конкурсот, не е наведено дека можеме да се обратиме во Министерството. И сега би сакал родителите и основците да знаат дека за да конкурирате во здравствената струка мора да имате минимум потребни 70 бода. Од прилика тоа некако е со 5, 6, 7 четворки во зависност од по кој предмети ги добиле, сите останати треба да бидат петки. Но јас не ги одвраќам од нивната намера, убаво е да конкурираат, да видиме какви ќе бидат можностите. Можеби ќе има ученици со 68-69 поени. Можеби ние нема да ги оформиме паралелките на првиот уписен рок или на вториот. Можеби ќе остани за третиот и тоаш да направиме заедничка стратегија, да видиме дали дел од учениците можеме да ги кооптираме, да го формираме ние прво минималниот број, а после да видиме уште колку ученици можеме да запишеме. Така да во тој дел ги охрабрувам и оние ученици кои што сметат дека се блиску до овој успех да конкурираат. Доаѓаат ли ученици од околните општини за здравствената струка? Секако дека доаѓаат, посебно доаѓаат од Кавадарци, од Неготино, од Росоман, од Крушево доаѓаат, па дури и од Македонски Брод. Порано доаѓа и од Источна Македонија, но се направија неколку центри во Источна Македонија каде што ја имаат и оваа струка и пак викам таа е како најатрактивна. Би сакал да кажам дека за сите овие ученици кои што ќе се запишат од населените места или од некои други градови во Републиката, доколку во нивната општина не постои таа струка, државата им обезбедува сместување во домот за ученици од Дечопел. Потоа спомнавте дека имаме ние нели и останати струки. Така. Тука е текстилно-кожарската струка, личните услуги.
Така, личните услуги се застапени со два профила, едниот е 4 годишно, другиот е 3 годишно. 4 годишното е козметички техничар, додека 3 годишното е фризери. За козметичарите потребно е на првиот упис да има 45 бода, додека ке фризерите таа граница е спуштена на 30 бода. 3 годишното образование е занает во кое што поприлично се вложува и еве сега работиме по твининг проектот, каде што учениците имаат дополнителна практична настава и сите оние кои што се решиле да работат на таа струка, еве јавно ги поканувам да се запишат во нашето училиште. Каков е интересот за шумарско, односно дрвопреработувачката струка? Па, минатите години беше задоволителен, можеби не стигнавме ни до минималниот број, меѓутоа со оглед на тоа дека мал број на ученици кои што учат во основците, ствари бројот на учениците кои што учат во основните училишта не го задоволува капацитетот на средните училишта. Приливот на нови ученици е тој? Баш така. Значи приливот е тој. Годините наназад на првиот упис се пријавува по 15 на ученици, што е вака задоволително за таа струка. Се пројавува интереси за таа струка, затоа што учениците сватиле дека интериерот кој што е во домовите, значи тој профил е техничар за мебел и интериер, поприлично можат да го работат само стручни лица. Да, секогаш се најдува некој кој што тоа му е хоби, па како дополнителен приход не завршил во нашето училиште, но ние имаме можност на учениците кои што се во нашиот училишен центар да им дадеме можност да го разобуваат училиштето. Значи купуваме, не знам, оплеменета иверица, од тоа правиме украсни ѕидови, правиме шкафчиња за потребите на професорите, на учениците. Направивме украсен, прекрасен ѕид кој што е декорација во нашето училиште, кој што секој се одушевува, а влегол во него и пак викам учениците од дрвопреработувачката струка заедно со нивните професори и ментори ни го разебавија училиштето. Да споменеме и геолошко-рударската и металуршка струка. Така, ова е поприлично атрактивна струка, иако ке учениците не пробудува интерес, меѓутоа ке компаниите и те како. Тие бараат остручени лица кои што можат по завршувањето на училиштето одма да работат во овие компании. Морам да го спомнам и тоа дека кај родителите се уште има некоја верзија према оваа струка од тоа што замислуваат дека учениците треба да работат во рудник. Значи тоа е сето автоматизирано. Рудници не. Значи се работи во фабрики во кои што имаат оние CNC машини кои што се управуваат преку компјутери, каде што работниците само ги наведуваат. Ние таквите ученици ги обучуваме во нашето училиште, нели, дополнително и преку предметот по информатика, каде што имаме еден сега поприлично убаво опремен кабинет во кој што работат обучени професори. И пак викам, еве ги поканувам учениците кои што не покажале досега интерес за оваа струка, сега да почнат да се запишуваат токму и во таа струка. Не спомнав, имаме во дрвопреработувачката струка и 3-годишно образование столар, но годините наназад, еве 2 или 3 години не се запишал ни еден ученик, сите одат во ова 4-годишно, додека еве како информација имаме и таква можност и таков профил. Да кажеме и околу техничките детали, односно што и како, кои документи се потребни, кои документи треба да ги носат, каде треба да се упатат учениците и дали пријавата може да се најде во вашето училиште и секако кои се формалностите кои што треба да ги завршат. Значи, пријавата е бесплатна, ја добиваат во нашето училиште, треба да ги донесат свидетелствата во оригинална форма од 6 до 9 одделение. Потребно е да донесат извод од матична книга на родените, без разлика на датумот на издавањето, може да биде и постар. Потребно е да донесат награди учениците по одредени предмети кои што се специфични за струката. Значи за сите се македонскиот јазик и англиски јазик како што образовни предмети и одреден број на предмети кои што ги има во конкурсната листа за некои заинтересирани струки, например за здравствената е биологија и хемија, за останатите има некои други. Потенцирам, значи потребно е да донесат награди од државно и меѓународно ниво по овие предмети. Значи не го валоризираме и не го вреднуваме успехот постигнат например по спорт и спортски активности, во карате или во не знам кој, значи тоа не се вредно. Се вреднуваат исклучиво овие предмети кои што ги напомнав и се специфични за струката. Значење за струката. Да кажеме и тоа дека нема тестирање, нема проверка на знаењата, туку едноставно се прави ранглиста и така се соопштува кој ученик е примен. Така, значи еве
јавно сакам и тоа да го кажам, значи нашето училиште и сите училишта немаат влијание во изборот на учениците. Значи немаме ние филтри, немаме тестови кои што ги полагат учениците. Ние исклучиво само ги пренесуваме бодовите кои што учениците ги добиле во основното образование. Доколку имаат 70, конкурираат во здравствената струка. Доколку имаат помалку, тие се истакнати на огласна табла, ќе чекаме да видиме дали ќе се создадат услови за запишување на такви ученици. За останатите сите по 45, ја спомнавте и текстилно-кошарската струка која што е прекрасна струка во нашето училиште, исто ни го разубавува, изработуваме униформи, често пати сме присутни на панајџур, често пати сме присутни со нив и на треш фешн манифестацијата која што се одржува во Скопје, се изработуваат фустани и креации од рециклирачки материјали и учениците ги повикувам токму да изберат и таа струка. Со што е убаво да се запишат учениците во средното општинско училиште Ѓорче Петров и што покажува искуството од изминатите генерации. Добиваат занает, добиваат, што би рекле старите, парче леп во раците. Така е, и добиваат секако една блискост со професорите, каде што ќе бидат насочени што токму овие ученици се талентирани да го сработат и да го насочат, а секако добиваат и совети од нашите вработени кои што ќе им овозможат на учениците поприлично да се најдат во нашето училиште. И за крај на ова наша емисија, каква е вашата препорака, секако до завршените основци, до деветоделенците и до нивните родители, зашто е добро да размислат каде ќе го направат вистинскиот избор и колку ќе биде тој правилен? Добро, знаете, понекогаш се чека и последната недела за ние да го избериме нашиот занает, можеби, или нашата професија. Еве, јавно ги повикувам, значи нашето училиште, спомнавме кои се струки и можности ги нуди, јавно ги повикувам и да дојдат и да се запишат на овие струки, затоа што имаме одличен кадар, имаме одлична атмосфера за работа, имаме прекрасни простори за работа и се надевам дека ќе излезат сите повеќето одлични стручњаци од нашето училиште и имаат можности да го продолжат своето образование, да одат за инженери, да одат за доктори, да одат било која професија која што сака да ја изберат. Доколку е тоа се, ви благодарам за разговорот, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Беше тоа емисијата Граѓански прашалник, во која што наш гостин беше директорот Дејан Димовски на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, а со кого разговаравме за постигнатите успеси во ова училиште, за направените инвестиции, секако и за можностите и насоките, струките кои ги нуди ова училиште на предстојниот упис. Пријатно со програмата на Канал Визија. Пријатно.